Добар ден и добро дојдовте на нашиот канал. Денеска се наоѓаме во прекрасната и убава Пула, Хрватска, каде што се наоѓаме во касарната Роис, која е претворена во културно-уметнички дом. И тука сме гости на господинот Алдо Климан. Здраво, Алдо. Добро. Како си? Добро. Баш ми е драго. Алдо, мене ми е многу драго што сме твои гости овдека во Пула и имам голема чест да зборам со тебе. Благодарам многу. И за нашата помлада публика, можете да се представите, да кажете кој е Алдо Климан? Таа приказна е долга, веќе 72 години. Ништо, така се најдов во јавниот живот уште во Македонија. Со 19-20 години почнав да објавувам, иако пишував како дете уште од 11-та година. Детството, главно и младоста ги поминав во Скопје, во Македонија, таму завршив и гимназија и факултет, филолошки факултет, книжевност. И веќе пред да го завршам факултетот, се најдов во кругот на моите врсници или нешто постари или помлади луѓе, кои тогаш се занимаваа со литература, во литературните дружини, иако за мене тоа беше едно сосема ново искуство. Тие веќе има организиран литературен живот на млади луѓе во Домот на градежниците, постоеше една литературна дружина и кога дојдов на факултет, 69-та година беше тоа, во септември, октомври, не се сеќавам, и ги прашувам колегите кои седеа до мене, не се познававме, во стариот амфитеатар на стариот факултет, уште во автокоманда, кои се овие луѓе, а тие ми викаат, па јас сум писател, ама овој е попознат писател, овој е попознат. Всушност, тоа беа се млади луѓе кои има едва и некакви искуства со првите своји творби, творбички во Млад борец или во студентски збор, но беше возбудлива таа ситуација, затоа што имавме чувство дека сите сме веќе големи и многу значајни. Сепак, морам да речем дека јас попаднав во друштво на една многу квалитетна генерација и во текот на тие години на факултетот почнаа да се профилираат луѓе кои ќе го завршат тој факултет како и ќе се изградат иднина како професори, наставници во своите средини и оние кои има амбиции да станат писатели. Далеко сте од Македонија, меѓутоа кога ќе го слушнеш зборот Македонија, што предизвикува во тебе? Па не, јас всушност само физички сум далеко. Се шегувам, велам дека тоа 1111 километри, а и е толку од прилика, од Скопје до Пула. Не, никогаш јас не престанав да бидам македонец, да си ја чувствувам Македонија како нешто свое или како себе си како дел од Македонија. И животните околности ме донесува во Пула. Имав обиди да останам во Македонија во тие кон крајот на 70-тите години, 78-та, 9-та, 80-та, кога заминав и од Радио Скопје, дефинитивно имаше обиди да ме донесат тука во Истра луѓе од јавниот живот, од културата во Истра, и добив и некакви понуди во Македонија да останам, но тоа пропадна, едноставно пресложени се тие приказни. Но кога дојдов тука, прва работа што ми беше кога се вселив, кога почнав да живеам, е да се свртам кон Македонија и да почнам да ја презентирам Македонија тука, да ги носам македонските писатели, тоа ми е најблизок тој круг, но подоцна кога почна да се формираат и овие национални друштва и од другите области, од историјата, од музиката, од филмот, носев јас или луѓето со кои соработувавме овде, луѓе од Македонија. Има една мала анегдота и можеби таа може да објасни доста за контекстот на мојот ентитет. Не знам поинаку како да кажам.
Јас се викам Алдо Климан. Во Македонија тоа беше единствено име и единствено со оглед на тоа што татко ми дојде од Истра преку Албанија 46 година како инструктор го донесо во Македонија, во Кичево требаше да се родам, но мајка ми имаше некои проблеми со бременоста и отиде во Битола, инаку е битолчанка, таму се родив. Некое време живеевме во Битола како бебе и ме селеа подоцна. И така, кога се вративме 59 година конечно во Скопје, почнав да живеам таму како единствен Алдо Климан во Македонија, а кога ја објавив својата најпрва репортажа, една младешка репортажа во Млад борец, по игра на околностите еден професор, Љубен Андреев, во тоа време работел една книга за средните училишта по литература со примери. Од Хомера и Махабхарата до уметничка репортажа. И веројатно, бидејќи јас бев тотален анонимус, го нашол моето име Алдо Климан во Млад борец, веројатно на некој странец, јас така со првата репортажа влегов во учебник. Навистина, тоа беше последен лист, последна страничка во таа книга и после само имаше корица од ова. Тоа ми ги дефинира некои позиции, зашто лесно ме запомнија луѓето со кои се движев во јавниот живот во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, создаваше и одредени проблеми, да се разбереме дека секогаш постоеја возбуди околу националните чувства. Да. Колку и да било толерантно општеството, добивав одредени сигнали, импулси од некои луѓе, некојаш многу ме болеа, подоцна сватив дека треба едноставно да ги игнорираш. Да ги игнорирам, да не ме интересира, бидејќи си го знам својот ентитет, знам што сум јас. Но кога се доселив тука во Истра и кога почнав да ги собирам македонците околу себе или да организирам македонски некакви културни настани, тогаш, не знам колку добронамерно, а некогаш веројатно и добронамерно на шега ме прашува Климан, јеси ти Климан или Климановски? Јас викам, тоа сум, што да ви кажам. Да. И тука е дефинирано јасно дека јас сум македонец со необично име за Македонија, бидејќи тотално Македонија ме во себе и јас, тоа е нешто неразделно, освен тоа, мајка ми беше македонка, од неј се таа љубов таму може да ја добие. За жал, умре многу млада, така што, за разлика од вас, од многумина, кои од колено на колено во семејството може да слушнат некои нешта за тие традиции македонски, од секојдневните обичаи до овие револуционерни традиции, јас морав да поминам еден долг пат на самопронаоѓање, да се дефинирам себе си, да се пронајдам, да осознам многу нешта од историјата, иако јас како јавен работник и како човек заинтересиран за културата, за минатото, за историјата, читав, учев, меѓутоа многу нешта поминуваа покрај мене, бидејќи тогаш во тие години, како што спомнав, освен нашите литературни амбиции и желба некаде да се појавиме, да објавиме книги, да одиме на литературни читања, ги имаше низ цела Југославија, бевме и млади, се влюбувавме, имавме некои други интереси во животот и јас барем немав во својот круг некого да ми каже застани малку, чекај, освен тоа, постои една приказна што се вика Македонија. Да ми ја тресне во лице, да ме разбуди, за разлика, велам, од моите колеги кои живееја со тоа. Некој дури има во семејството, единствената традиција револуционерна беше од татко ми кој дошол од Истра таму во Македонија и ми кажуваше за неговата борба тука. Така што јас морав да се осознам себе си до крај и кога почна овие големи пресврти во 90-тите години, распадот на Југославија и така натаму, иако јас овде и за... Да, тоа не го реков јас кога дојдов тука во Истра, веднаш се интегрирав во културниот живот и набрзо станав главен уредник на една издавачка куќа, на едно списание, уште на еден годишњак, како го еден календар. Со издавачката куќа имаше доста голем
големи програми, работе врз тоа и бргу потоа формиравме, бидејќи постои овде една организација културна, која се вика Чакавски собор. Таа нема врска со собор во смисла на собрание. Тоа е како собор, како една организација, но има пирамида на катедри, така наречени по малите места, и секоја од тие катедри е задолжена за некоја област, да речеме за хорското пеење, друга за старата архитектура, третата за чакавскиот дијалект. Јас станав набргу деловен секретар на Чакавскиот собор, соработник на зване Чрња, едно важно и назначено име од хрватската култура, особено за Истра, и потоа директор на едицијата Истра низ вековите. Тоа е една голема едиција, до сега се излезени 100 книги, но тогаш беа 50 на 60 на 3 кола по 6 книги објавив. И значи требаше да се дефинира и таа да се дефинираш ти како професионалец, да се дефинирам како личност. Не, јас во таа смисла спонтано, органски се дефинирав и како таков бев примен тука, и особено затоа што во тоа време само неколку луѓе од помладата генерација, помладата од мене се појавува. Истра има една сложена, тешка историја поради периодот на окупација под Италија, меѓу двете војни и фашизмот, и затоа овие генерации на нови млади интелектуалци повоени, значи таа генерација беше многу разредчена, се појавува, главно се појавува од не, сакам да речам, овие што во текот на фашизмот родителите нивни преминаа во тогашна Југославија, во Загреб, таму се раѓаа, но овие тука што се раѓаа беа многу ретки интелектуалци, писатели, новинари, и тој процес на заживување на таа интелигенција беше бавен. Јас кога дојдов, навистина од мојата генерација и помладите ги имаше само неколкумина. Сега да ме прашам нешто. Ова сакам само да го завршам, дека во 90-тите години кога почна тој во контекстот на тоа самоосознавање, се случи нешто неверојатно. Сите тие 10 години од 82 до 90-91, јас бев многу интензивно во јавниот живот тука, им објавував книги на своите колеги како издавач, уредник, па некои, ако можам нескромно да речем, ги носев и во Македонија, ги преведував таму и обратно. Но во 90-тите години наеднаш стана една хиперполитизација на општеството, како и во Македонија, во сите тие распаднати републики и ново создадени држави. И од мене, од кругот на моите пријатели, колеги, се очекуваше јас да влезам во некоја партија, да почнам да се занимавам со дали лева, десна, средна. Јас им дадов на знаење дека кога станува збор за културата, за секојдневниот живот, мојата партија е културата. И дека кога ќе помине овој циркуски чадор, политички, бидејќи тогаш се растачува сите, како и сите републики, се растачува политичари по селата, одеа држеа говори така натаму, што мене не ме интересираше. Ке се вратите на изворната култура, јас ве чекам тука. Тоа беше мојата поента. Меѓутоа, тие ме откачија, и јас од почетокот на 90-тите до 2000-та година отприлика бев сосема осамен тука. Во Македонија полека или поинтензивно ме заборава, освен оние најблиски со кои сум бил некојаш во живи контакти, а јас овде немав упориште, се случуваа настани, културни, така натаму, никој не ме викаше за ништо. И тогаш морав да се запрашам кој сум јас, што сум, каде сум, дали сум јас глуварица, ветер ме носи, се очекува да имаш некој нагласен национален став, да имаш некој политички став нагласен. Мојот политички став е секогаш, но во здрава смисла, го нагласувам тоа космополитски, културолошки и космополитски, меѓутоа не е лажно космополитски ова што сега ни го нудат, особено во Македонија и низ Европа, лажен космополитизам. Меѓутоа видов дека летам, дека сум дерасине, откорнат, дека едноставно таму ме откачија, овде не ме закачија. И многу тешки прашања си поставав, но
во еден момент сватив дека поучен од еден филм што го гледав некој американски со Харлем, со тие проблеми таму, со еден професор кој се обидува да умно момче кој се обидува учениците да ги доведе во ред против дрога, против сите тие работи, гледа дека го минираат професорите. И доаѓа дома и вели, не сакам, и вели на сопругата, не сакам повеќе да... Не можам повеќе, таму вика, гледај, се што правиш, правиш добро. Знаеш како трчат они коњи со научници? Тие си ја трчаат својата трка. Затоа работи натаму така добро. Јас сватив дека треба да се посветам на своите чисти идеи, творечки и екзистенцијално. И ја создадов својата издавачка куќа, која за кратко време стана крајно препознатлива, со екстремно добри изданија, и кога по неколку години почна да се разводнува тоа лудило, тој циркуски чадор кој стануваше, многу чадори се појавија, почнаа да се враќаат тие колеги, јас не го заборавив, не бе злопамтило и продолжив да се занимавам со тоа. Но, дефинитивно, се разјасни дека мојот корен, вистински, независно од тоа што не постои физичка врска со тоа, постои, керка ми живее таму, внуците, дека тоа е Македонија и дека вистинска партија е Македонија. Значи не политичка партија, ако Македонија не е политичко прашање, а тоа е политичко прашање бескрајно. Вие бевте присутен во јавниот живот во Македонија преку објавување низа колумни. Што се случи? Зошто веќе не сте присутен? Не, јас сум присутен, се работи за следново. Кога се случија оние големи настани околу трагични, околу шарената револуција, па потоа оние предвремени избори, и кога сватив дека, значи, ме водеше една екстремно прецизна и некојаш самиот се чудам од каде таква интуиција, дека нешто ужасно се случува и дека треба некој крик да се пушти. Јас во февруари 2017 ја напишав првата колумна и таа колумна се однесуваше на првото известие што го направи Иво Вајгл во Европската Унија за Македонија, каде што имаше 300, 400, не знам, или 1300 амандмани што ги дадоа грчките и бугарските представници да се брише Македонија и така натаму. Хрватскиот представник Тонино Пицула, социјалдемократ, е тој главниот што ги печката со фломастер Република Македонија, напиша земја, македонскиот народ напиша народ, за Македонија напиша територија. Јас тогаш ја напишав првата колумна, не знаев каде да ја пратам, зашто ги изгубив контактите со Македонија, и еден пријател ми рече прати во Дневник, вестникот Дневник. И тогаш кај Дарко Јаневски го пратив тој текст. Мислам дека сите беа збунети затоа што сега кој е тој некој Климан таму пишува за Македонија, меѓутоа јас практично од ден во ден, а некогаш и по 2-3 текста пишував од 2017 до 2019 кога дефинитивно е сменето името, и напишав околу 600 и нешто страници колумни, но Дневник едно време уште излегуваше, потоа го изгасна, почна да излегува како се појави како портал. И на тој портал постојано имаше еден човек, анонимен: Алдо, зошто ти веруваме кога ништо од ова што го пишуваш нема да биде така, ниту е така. И камо среќа да барем во нешто сум сгрешил. Меѓутоа, во еден момент го изгасна и тој портал. А видов дека ги пренесуваат се, јас сум овде, во својата соба, во својата лабораторија, имам компјутер, ламба и немам контакт со никого, само ги праќам тие текстови таму, но наеднаш почна да ми стасуваат писма дека ме читаат луѓе, дека го пренесуваат низ социјалните мрежи и така натаму. И кога го изгасна и порталот, јас не знаев каде да пишувам, зашто ќе експлодирав. Тоа беше една, претпоставам дека секој нормален, здрав човек во Македонија и каде и да е низ светот како македонец, бидејќи знаеше што се случува, дека го проживувал тоа.
јас едноставно првата следна колумна ја пратив на сите можни медиуми таму. А кој тоа објави тој? И прва се јави Република, веднаш истиот ден ми пратија, како се вика тоа име, никнейм и ова лозинка. Да, и јас почнав да пишувам таму кај нив, немав контакт со никого. Јас пишував, тие објавува и се беше во ред, другите портали ги пренесува, главно екстремно позитивно се примени тие колумни. Тоа беше една жестока борба, имаше две инцидентни ситуации од кои јас воопшто не трепнав со око кога е потпишан договорот со Бугарија, па тогаш се побунија Бојко Борисов и ова министерката, па се заканија дека ќе ме тужат, дека не знам што. Јас им реков, гледајте, ако сте влегле во политика, се разбира во друга колумна, и ако сте подготвени да удирате, морате да отрпите некои ударци. А друга, по-екстремна ситуација беше на денот на подпишувањето на Преспанскиот договор, кога напишав дека денеска црни ѓаволи ја силуваат нашата татковина Македонија, и ги нацртав сите таму кои беа, не само и визуално со слика и со текст, на истиот ден. Тогаш Заев објави барање официјално од владата барање да се казни ова Република или да се извини Алдо Климан. Јас напишав Зоран Заев да му се извини на македонскиот народ. А тоа имаше уште не знам колку илјадници лајкови и не престанав да пишувам, но кога ја објавив првата книга Хроника на најавената смрт на името, значи Маркезовски е овој прв дел Хроника на најавената смрт, вториот дел Името, тогаш ја дадов ни сите тие колумни, целата приказна и историјатот како дошло до таа агонија и чекор по чекор ги предвидував со месеци однапред сите тие нешта што ќе се случат, не затоа што сум видовит, туку затоа што овој простор овде е за 10 години барем во таа смисла на интеграција кон Европа понапред и ги гледав тие процеси овде и знаев што се случува таму и каде води, односно каде не води никаде тоа. Продолжив после таа книга, продолжив да ги пишувам тие колумни за Република, ги пренесуваа, повторувам сите тие портали низ Македонија, дури имаше портали некои во Бугарија, во Канада, Австралија, и сватив дека тоа се чита некаде, иако не знаев кој е таа моја публика, додека не почна и приватни писма да ми доаѓаат, дури и ме побара некои луѓе тука и така, што беше охрабрувачко и секогаш беше, како да речам, еден потик за, а нека биде патетично, нема врска и за солзи, за трогателни ситуации, кога сваќаш дека некаде тоа паднало на некоја плодна почва. Но, во еден момент, кога беа последните парламентарни избори, кога Заев не доби доволен број гласови, значи немаше можност да формира влада, тогашната амбасадорка Бернс му честита за премиерското место. И тогаш јас напишав еден текст, госпоđo Бернс, go home. Го објавив некаде навечер во 11 часот, во 11:01 минутка го тргнаа. И се ми избриша, и таа лозинка, и името, и се, и не може никаков контакт нема повеќе. Сватив што се случило и му напишав, бидејќи немав друга идеја никаква, на Миленко Неделковски му напишав едно писмо, го замолив, му кажав за што се работи, го замолив да го објави, тој го објави тој текст. Значи, никаде не може да ти запрат ако имаш енергија, уверение и така, и ништо не се случи, не се урна космосот, само кажана една вистина. Јас и поставив прашање, кој ви дава право? Значи, вие во Америка да имате избори и некој нема шанса да формира влада, вие, значи, знаете дека ќе формирате некоја влада. Кој ви дава право вие да интервенирате? Јас знам се ми е јасно. И тоа ја многу прашувам тоа за да разбудам дел од народот, од оние луѓе кои се сомневаа, кои стравуваа, кои не се сите храбри. Признавам, јас имам поинаква позиција, не сум во Македонија, не може за грклан да ме фатат и да ме избркат од работа. И сватив дека тоа е предност, а вие можеби не знаете, во еден момент некој објави дека
за Джейсон Мико, Игор Јанев и Алдо Климан, Македонија е затворена, дека сме непожелни лица таму. И се разбира дека од 2013 година не бе во Македонија, не боли срцето поради тоа, но дури овие активности што ги имаме, пејачката група се готвеше да оди непосредно пред короната, па го одложивме сето тоа, но јас веројатно не би одел таму, затоа што мислам дека за Македонија сум пополезен овде, отколку таму некој да Спасовски или некој да се изживува со мене. И така, ете, тогаш кај Миленко објавив неколку колумни, но тој си има некоја своја динамика и мене тоа не ме задоволуваше во смисла на таа динамика, бидејќи борбата трае секоја минутка за Македонија. И јас тогаш отворив, иако се држев на страна од тие Facebook и од тие работи, отворив свој профил и таму ги пишував тие колумни и напишани се, уште 600 страници колумни на таа тема и деновиве, значи сега во декември, а требаше веќе да излезе дигиталното издание на втората книга Не си ја даваме Македонија. И тоа е клучно прашање, затоа што секој во овие депресивни состојби во Македонија ќе речеме, добро, што, каков е тој наслов, не си ја даваме Македонија, која ни ја зема, ни ја растурија. Па јас напишав, уште кога го сменија името, дека е создадена една вештачка државичка, една вештачка творба, една друга држава субституирана е нашата автономска Македонија, која е единствена извора, која има историјат, која има развој, органски развој до тој момент кога е создадена и до тој момент кога не ја изгасна. Апсолутно. Дали мислите дека македонците имаат своја држава сега? Не, македонците немаат своја држава, македонците сега живеат во една вештачка творба која е протекторат на сите заинтересирани, секој на свое ниво. Грција, Бугарија, Албанија дури, иако директно не мора да го прават тоа затоа што имаат своја политичка елита во Македонија, а да не зборам за Европската унија и Америка и НАТО. Значи сите тие се една екипа која ја држат Македонија подчинета, згазната, заробена. Постои и проблем на опортунизмот на нашата опозиција, признавам. Политичкиот опортунизам. Да, политичкиот опортунизам. Јас долго време се обидував да не бидам директно и грубо критичен, да речеме, кон ВМРО, надевајќи се, верувајќи дека сепак како најголема партија од оваа далечина не сум блиску таму, иако имав сигнали многу јасно, меѓутоа со време сватив дека тие се кочничар, дека рачната кочница, барем така јас го доживувам тоа, нека не ми замерат оние кои размислуваат поинаку, меѓутоа имаше толку клучни ситуации каде што се разводнето и да речеме оди Мицкоски во Брисел и разговара за тоа дека власта се однесува коруптивно и застанува на тоа. Па, јас сметам дека една силна опозицијска партија и нејзините лидери морат јасно да кажат: ние со доаѓањето на власт, ако сака да дојдат на власт, не е доволно да се повторува на собирите народни, ќе те урнам заед, ќе те слушам, ќе те победам, и со еден чуден глас, бидејќи тој не е глас уверен. Тој е глас на човек кој не е уверен во тоа дека ќе го направи и не сака да биде прегласно. Тоа треба да се каже јасно. Доаѓаме на власт, се укинува еднострано Преспанскиот договор, се укинува договорот со Бугарија, се укинува Охридскиот рамковен договор, а овој закон за јазниците мора, ако треба да се направи така, бидејќи постојат увјети во Македонија, услови, ние уште во тие далечни 70 години немавме никакви проблеми, македонската, албанската литература беше интегрирана, турската и сите кои се појавува беше интегрирана во македонската култура, како такви, како албанска, како турска, како ромска, значи нема никакви проблеми, тоа е природна состојба. Тоа да го кажат и да го кажат следно: вие, господа амбасадори, вратете се во своите амбасади, седете таму, добро дојдени сте овде.
Меѓутоа, не можете вие да ги држите конците и да ја тресете Македонија со вашите сакаме, не сакам, ова, она. Жбогар вели, итно морате вие да направите избори во екот на короната или пред тоа. Кога 2017 кога требаше да се формира новата власт, кога Иванов не го даваше мандатот на ова, доаѓаа сите можни, веројатно нема да ми замерите, идиоти од Европа. Овој Јоханес Хан кој е Deus ex machina, апсолутно една персона нон грата за Македонија, доаѓа седмо во авион, доаѓа кај председателот и овој му вика, не те примам. Сега како тоа не ме примаш? Па не те примам, не е направен протокол. Не е важен Иванов или некој друг, тоа не се прави така. Во тоа време, кога повторува, а сега деновиве повторно слушам истата фраза, Македонија нема време за чекање. Македонија мора итно да реши. Како нема време? Има неограничено време Македонија. Тогаш во тоа време во Германија се случија изборите во Германија, не можеа да создадат влада. 6 месеци траеше тоа, никој не ги бркаше нив. А тоа се природни процеси општествени. Меѓутоа Македонија е силувана земја и опозицијата ја покажа сета своја слабост, а во врска со Преспанскиот договор, да речеме, некој од тие од озгора кои даваат твитови, праќаат како тој Јоханес Хан и некои други верха и сите други кои се наследуваат едни со други, она Могерини и така натаму, Преспанскиот договор е свршена работа. Па ќе се јави Мицотаки, свршена работа. И најпосле ВМРО вика, не, тоа е свршена работа. Ништо не е свршена работа. Напишав една колумна во тоа дека Волтер има напишано една реченица во која вели договорите се документи кои се подпишуваат меѓу некои заинтересирани страни, додека некој е посилен, штом се сменат условите, договорите се бришат. Ние знаеме дека и ден денес во светската историја и политика постојат договори од пред Втората светска војна, па по Втората светска војна. Некои не се ни пребришани, ни поништени, постојат така, никој не ги зема во предвид, не важат ништо. Македонија во овие 30 години пред доаѓањето на Заев и заевизмот имаше своји договори меѓународни. И сите се избришани, пребришани, исчезна или главните договори. Значи, договорите се бришат. Не може Мицотакис да ни каже на нашиот народ македонски да му каже не. До крајот на светот тој договор ќе биде. Не, зашто ќе биде до крајот на светот? Ова е една политичка група која сега ја врлува, ја силува Македонија. Јас верувам дека Македонија ќе најде сила како морска звезда да си ги обнови своите кракови, да се втемели на истите постаменти. Тука се тие, во нас и кај нас. Но како јас од оваа перспектива ги доживував тие проблеми, народот во една брзопотезна војна, блицкриг, заевско, американско, натовска, унитарна војна, кои сплашија со тие апсења на невини луѓе, на луѓе кои се вистински патриоти, ги сплашија, еден слој се повлече, друг слој не знае, не разбира ништо, има наслојки на старите идеологии, леви, десни, вакви, онакви идеологии кои цврсто во рамките на своето семејство и на најблискиот круг се држат. Па ние видовме и тука во Хрватска криминалци во политиката кои ќе ги осудат, одлежуваат затвор, кои ќе излезат од затвор, пак ги бираат таму. Значи народот е доследен, се држи за ова. Потоа, она што е најстрашно, ние многу добро знаеме од историјата на сите народи во Европа, а и на македонскиот народ, дека без синергија на македонската интелигенција со народот нема ништо. Проблемот е во тоа што македонската интелигенција во нашето минато никнуваше од народот и живееше и се бореше за неговите идеали и за своите идеали. Се разбира. Меѓутоа, во овој период македонската интелигенција занеме, исчезна, јас нема до непрепознатливост. Јас и пишував и за тоа, затоа што мене не ми е јасно, познавам луѓе кои беа бунтовни, некогаш кога бевме млади и се тепавме во некои состојби поетско и така натаму, а сега наеднаш исчезна тие луѓе. Па се прашував што е, дали
некои од нив исто така, од некои стравови, од кариеризми, знам дека некои се определија многу јасно и нека си бидат таму, доволно е да знаеме каде се и што се за некоја иднина. Меѓутоа, еден дел од интелигенцијата, не знам, ова е паушална претпоставка, меѓутоа, веројатно, ако зборувам за оваа сфера, веројатно и во другите, очекува дека таму, или овде, во оваа Европска Унија, магарињата се врзуваат со колбаси, дека тие како писатели само ќе дојдат и тука се примени, се лажат поради тоа што огромни пари се инвестирани во овие соросоиди кои печатат книги и Боже, некакви слави доживуваат и така. Не, славата нема да се добие на тој начин. Се што постигнаа македонските писатели до овој момент, постигнато е благодарение на македонското име, македонскиот јазик, македонската култура. И оние, некои од нив создадоа кариери, академици стана, собрани дела објавија, мора да знаат дека тоа не им го подарила Европска Унија, НАТО или Америка. Тоа им го даде Македонија, им отвори простор и нивната дарба под тоа македонско небо кое е такво, кое нуди една енергија за творештво. Затоа, не знам, се обидував и јас по своите колумни колку што можев да го допрам, да мотивирам некои од тие луѓе. Видов дека некои ја сменија идејата, сватија некои, значи има и такви кои мораме да знаеме дека во големи пресврти заблудите се нормална работа, но ако ти си заблудел, одиш низ шума и гледаш дека се вртиш во еден круг, па бараш да се вратиш на едно место и да тргнеш од почеток. Не може интелектуалист да не знае што се случува. Некој остана при сето тоа, а некој ги променија ставовите и почнаа да се борат. Сега, она што е најстрашно е таа удробеност на македонското национално битие, па и меѓу интелектуалците. Значи, сега сите си гледаат едни на други. Кој што рекол, како направил. Не зборам за екстремните случаи. То се разбира оне што екстремно се однесувал, тој самиот се отпишал од сето тоа. Меѓутоа, како да се пронајде една, тоа е моје постојано прашање, како да се пронајде една мера, вистинска мерка на сврзно ткиво? Сврзно ткиво и на помирување некое кое, бидејќи секој ден, од ден на ден гледам, таман ќе се појави некој со сменет став, ај ти кажа вака, ти кажа онака. Прашање е, велам, каде се границите? Без тоа врзано ткиво тешко ќе биде, освен ако не се појави еден вистински субститут, културолошко-политички субститут на една интелигенција, на една група интелектуалци кои ќе добијат морален мандат и секаков друг мандат и доверба во јавноста да покренат нешто. И околу нив да почне како една центрипетална сила да се собира националната енергија. Имам чувство дека заблудата или миражот може би се вика Европска Унија и НАТО перспектива, а од друга страна таа центрипетална енергија што ја кажувате е повеќе насочена на друг правец наречена Република Македонија. Европската Унија, НАТО и Америка апсолутно не се нашата перспектива, нашата иднина. Таму е само нашиот безизлез кој трае. Ние го гледаме сега, отидени сме таму и проблемот е во тоа, простите што тоа го спомнувам, но во колумните често пишував за тоа, дека таа мантра со Европската Унија перманентно трае. И како кој се менува, како кој да доаѓа таму, постојано доаѓаат, трчаат низ Балканот, трчаат, ветуваат. Европската Унија ве чека со раширени раце, иднината на Европската Унија сте вие, нема ништо од тоа. Затоа што Македонија има сила, тоа ни го всадија во умот, дека Македонија нема сила на самодостатност. Како нема сила на самодостатност? Па еден Сан Марино живее како државичка и функционира, а Македонија која ги има сите ресурси има длабоко, страшно длабоко, важно политичко минато, историско, и има таква култура за која сите се грабаат.
Нас не обвинуваат за шовинизми, национализми, не знам што, кој не обвинува. Не смееме да примислиме да имаме националистички чувства, а ги обвинуваат, а тие кои не обвинуваат, всушност се убија од национал шовинизам. Сите тие држави настана во Европа врз основа на национализмите на тие народи. Ништо нездраво не е да си го сакаш својот народ и да се бориш во контекстот на некоја поширока заедница, како што била, да речеме, Австро-Унгарија, да си создадеш своја држава. Тоа е препознатливо. И сега, кога се создадени такви држави, нам, на македонците, ни префрлуваат дека сме националисти. Па се разбира, ако ти е загрозена државата, ако ти е загрозен идентитетот, јазикот, името, минатото, ако ти е... Па што ќе правиш освен да бидеш националист? Не шовинист, не да мразиш. А јас напишав дури еден текст дека и поимот омраза еден поим кој постои во целата светска култура, во сите речници, во сите јазици, не е забранет тој збор, затоа што не може никој да ми забрани, да не сакам, па можам и да мразам некого ако ми го коле народот, ако го уништува, ако ми уништува културата и цивилизацијата. Ние, ако немаме време за чекање, тоа не е ова што ни го велат овие од Европа, немате време за чекање. Зашто? Ние немаме време за чекање за борба веќе. Ние мораме да се бориме со сите средства. Ниедно средство не ни е забрането. Тоа е наша... Се разбира дека многу се потешки условите за било кој вид борба денеска, затоа што страшна е, екстремна, неподнослива медиумската агресија врз умот на било кој човек, било каде, а особено врз еден народ кој стеснето живее. Значи, ние 150 години ни ги убиваа сите наши татковци, сите наши лидери, сите наши револуционери, еден по друг се убивани, колени, уништувани. И кога ти имаш еден народ кој како сираче, кој го праќат од еден дом во друг дом, вел ти си ова, ти си она, не си ова, не си она, останува со многу заблуди. Македонија помина низ, зборувам сега за вардарскиот дел на Македонија, за бугарскиот, Пиринска Македонија, Егејска Македонија, тие трагедии екстремни што дури во времето на Титова Југославија исто така беа речиси, не беа проскрибирани тие теми, меѓутоа ги буткаа на страна, да не се зборува. Па јас знам во мојата зграда која велеа, абе тие гејци тука ни се качија. Значи, тоа е дел на една пропаганда да се поништи, да се амортизира, да се уништи се. Но овој дел од Вардарска Македонија, па тука нашите македонци, нашите лидери, револуционери, убивани се од српските четници, од бугарските, од андартите, од албанските четници. Значи, сите кои можеле, не убивале и создавале клима на несигурност и на нестабилност. Кој сме ние? Што сме? Имајќи во предвид ова што го кажуваш, ми дојде идеја на сегашноста што е рефлексија на минатото. Во Тетово, навијачката група се вика Балисти. Да. Во село Симница имаме споменик на Джемо Хаса. Во Гостивар, булеварот J.N. Госменија, во булевар Джемо Хаса, во Охрид имаме Цар Борис клуб, во Битола имаме Ванчо Михајлов. Дали ова потсеќа на нешто што ние сме го виделе во Втората светска војна? А е превезот што се вика Европска иднина. На европската иднина ќе се вратам малку подоцна, сакам ова да кажам. Не се работи само за враќањето на тие мрачни, црни, страшни фашистички идоли и на таква една идолатрија фашистичка, нацифашистичка од Втората светска војна, па сега се обновува тоа зашто добива нови импулси и има клима таква која погодува кон тоа меѓународно. Се работи за следно. Ако ја земете книгата автобиографија од Григор Прлич, автобиографија, значи тој опишува во еден момент го кодошат грците и бугарите, Григор Прличев, дека спроведува некаква политика која не е ниту бугарска, ниту грчка и против Отоманското царство и го праќаат во Дебар. Во Дебар го стават во затвор. Таму е еден албански бег или не знам што е,
главен шеф на тој затвор, и го стават со најстрашни криминалци. Значи, Грција, Бугарија, Албанија. Таму доживува страшни работи, има ситуации кај што опишува, каде што го провоцираат и тој како Дон Кихот се бори со некои криминалци таму во она, ги гледам тие него и профилот му е тако. Ние си страдаме од тие соседи. Јас бев многу млад за да сватам и велам, никој немаше да ми каже Алдо застани, тоа е затоа, кога Славко Еневски објави книгата Оковано јаболко. Што е друго Македонија, ако не е оковано јаболко околу кое сите се борат и го грабат. Сега во Европа, јас мислам дека сум дали поради младоста или лудоста, еден од првите кој перманентно предупредува на фашизацијата на Европа, на она што се случува и создавање на клима која ја експериментираат врз Македонија. Првиот бугарски цар е поставен од германците, од Австрија всушност, тоа се Кобурзи, а првиот крал грчки е од германците. Значи, тоа се создадени, и сега ни велат Југославија ја создала Македонија, Република Македонија. Па сите држави на некој начин настанува. Ние знаеме тие кнежества како настанува и кој ги создава. И од каде се донесени тие луѓе, тоа не се изворни. Значи, идејата за фашизација на светот не е потрошена никогаш и сега добива или се обидува да добие замав, меѓутоа со сменет лик. Умберто Еко на едно место вели: немојте веќе фашистите да ги барате во црни униформи. Тоа се сега господа со кравати, со отмени атмосфери и така натаму. Значи, фашизмот се разлеа, како кај Полански во она балот на вампирите, кога заминува главниот лик доктор таму, мисли дека го решил тоа, а го вози ѓаволот и го кастува тука. Значи, ова е нешто страшно. Сакам да кажам дека со еден нов лик се појавува фашизмот, дизајниран, се е дизајниран. Дизајнирани се вестите, информациите, се е лага, се е театар еден. Ние, да речеме, и ова што се случува во Украина, па зарем не е тоа театар, ти на сите собири во светот на еден екран од 40 метра се појавува Зелински постојано, тоа е постојано театар. И театар во кој страда тој народ украински таму, невид кој не знае за што се случува со него, тој е театар на големите трговци на оружје кои го пласираат храната која Боже му оди некаде во Африка, завршува во Европа, во европските силоси и контейнери. Тоа е еден театар во кој цело време некој ни се насмевнува. Господја фон дер Лајн има едно убаво костенче жолто, па има сино, па во боено во ова, секој со насмевка со раширени раце. Тоа се едноставно луѓе. Има пак Бертолд Брехт, има една книга која се вика Театралност на фашизмот. Тоа е театралност на фашизмот, тоа што се случува, што ни кажуваат се насмевнато, се убаво, а секогаш не следуваат на тоа ваша земја, ваш народ, вашиот јазик, јазикот на Конески. Мислам, кому му кажува тоа? Тоа е, освен тоа, знаеме и од литературата секојдневна, од документаристичката литература, знаеме, од филмовите, дека насилникот прва и основна работа му е да ја понижи жртвата, да ја понижи колку што може. Секој ден ние тоа понижување го доживуваме. Се појавува Артан Груб и вели: не, имаме ние 8 ова и ќе биде, кај што има македонец, албанец, таму ќе биде албански јазик. Кога почна короната, веднаш излегува Али Ахмет и Артан Груби дека ќе испратат 11.000 волонтери низ цела Македонија да помагаат. А тоа се оние 11.000 што ги спомнуваат, за кои е утврдено дека немаме доволно луѓе, албанци, што би можели да ги пополнат официјалните места во јавните служби низ цела Македонија. Значи, ние ќе ве албанизираме, ако нема доволно, ќе увеземе, затоа што имаме право, ние сме европски, светски ориентирани, отворени сме и ќе донесеме, како што доаѓаат од Иран, од не знам каде луѓе кои одат низ Европа да работат, барат работа, така и ние ќе донесеме. Ни треба персонал, немаме. Па, зарем не е понижување кога го донесува тој
закон за јазиците, 5000 евра казна за оне што не зборува албански на официјално место. Има еден човек на македонско-бугарската граница, албанец кој таму работи и ти поминува и ти не му се обраќаш на албански јазик и 5000 евра. Се е понижување, газење, додека народот не се предаде сосема. Алдо, благодарам на нашиот разговор. Мене ми беше чест и задоволство да дојдам овдека да бидам твој гостин. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да збориме, да се работуваме во иднина. До следното наше видување, се најубаво.